Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН и градоначалникот Драги Наџински сакаат да ја зголемат цената на водата за пиење и цената на канализацијата за граѓаните на Берово. Наџински бара цената на водата да се зголеми за 25%, односно 7 денари по кубен метар, а цената за канализација за дури 130%, односно за 11 денари. Тоа би значило многу поголеми сметки за вода и комунални услуги и нов удар врз веќе нискиот стандард на граѓаните на Берово. СДСМ смета дека е непотребно зголемување на цените, туку промена на политиките на градоначалникот од ВМРО ДПМН. Оправдувањето на ВМРО ДПМН дека поголеми цени на водата и канализацијата ќе се поврзани со бизнис планот на јавното комунално предпријатие се несоодветни. Согласно овој бизнис план, јавното комунално предпријатие е задолжено прво да ги намали загубите на вода кои што сега се близу 50%. Второ, да се намали бројот на вработените од 85 на 73 во истото предпријатие. И можеби најважно да се обезбеди вклучување на вода, канализација на сите села од општината. Ништо од ова не е реализирано. Наместо тоа, ВМРО ДПМН и Наџински продолжија со партиски вработување во ЈКПР услуга. Зошто од 2009 година до денес Наџински и ВМРО ДПМН се уште не го спровеле бизнис планот како што е предвидено? Зошто токму сега се сети да ја покачува цената на водата без при тоа да бидат реализирани клучните точки кои се задолжени за да може подобро да функционира јавното предпријатие? За СДСМ ова е неодговорно однесување на градоначалникот кој се обидува да го прикрие со зголемување на цените на водата и канализацијата е неприфатливо. Ги повикуваме ВМРО ДПМН и градоначалникот Наџински најпрво да ги реализираат останатите точки од бизнис планот. Дури потоа да се направи соодветна анализа дали навистина е потребно зголемување на цената на водата или не. Што се однесува до проблемот со водоснабдување на Ратево, градоначалникот Наџински можеше да го реши уште во 2011 година кога и беше донесена одлуката на Советот, а не да го актуализира сега кога на беровчани сака да им испорача повисоки сметки за вода. Благодарам.